Добро дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која ќе се осврнеме врз новиот генерален секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш и спорот за името меѓу Македонија и Грција. Новиот генерален секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, инаку поранешен португалски премиер, на 1 јануари годинава го замени на оваа функција Бан Ки Мун. Како девети шеф на светската организација, тој ќе се соочи со многу предизвици, но и со се побројните барања, особено од Соединетите држави, за реформа на Обединетите нации. Меѓу првите средби на Антонио Гутереш, откако ја презеде функцијата, беше она со новиот американски председател Доналд Трамп. Како што е познато, Соединетите држави се најголемиот финансиер на Обединетите нации. Трамп потоа вообичаено на Твитер напише: "Работите ќе бидат поинакви во Обединетите нации по 20 јануари. Тие имаат голем потенцијал, но засега тоа е само клуб каде што луѓето се состануваат, разговараат и убаво се забавуваат, а тоа е тажно." Потребата за промени уште на првиот ден од преземањето на функцијата ја нагласи и самиот Гутереш, кој, наведувајќи дека имало многу скептицизам за улогата на Обединетите нации, оцени дека светската организација останува стожер на мултилатерализмот. And at the same time, we need to make sure that we are able to reform the UN development system as member states have asked us. Гутереш ја повика меѓународната заедница на целосно нов пристап за спречување војни и одржување на мирот. Според него, премногу време и средства се трошат на решавање на кризите, а не на нивно спречување. Може би затоа што нема телевизиски камери при настојувањето да се избегнат, изјави тој, додавајки: Preventive action is essential to avert mass atrocities or grave abuses of human rights. Гутереш може би најдобро го знае тоа со оглед на фактот што 2 мандати беше шеф на Високиот комесаријат за бегалци. 67 годишниот Гутереш е меѓународно најпознатиот португалски политичар, кој беше вклучен како медијатор во многу кризи. Пред тоа тој беше социјалистички премиер на Португалија. Во 1999 година беше предложен да ја води Европската комисија, но го одби тоа, образложувајќи дека имал доволно проблеми дома. Сепак тој мораше да се справува со еден голем проблем: ултранационализмот во срцето на Европа, во Австрија, против која Европската унија усвои санкции во 2000 година, додека Португалија беше председавач на Европската унија. Брисел политички ја избегнуваше Виена поради тоа што крајно десничарската Слободарска партија, идентификувана со ксенофобија и расизам, влезе во австриската влада. Гутереш тогаш тоа го нарече лекција за светот. Новиот генерален секретар на Обединетите нации, според делот аналитичарите во Македонија, малку може да направи во врска со напорите за изнаоѓање решение во спорот за името меѓу Македонија и Грција. При тоа, освен што се нагласува погрешниот пристап во решавањето на проблемот во самата светска организација, се посочува и на погрешниот пристап на македонската надворешна политика. Професор Лазаров, спорот за името дочека 4ти генерален секретар на Обединетите нации. Може ли токму во мандатот на Антонио Гутереш од Португалија да биде решен тој спор? Како што се поставени работиве, не 4тиот, може да дојде и 5тиот и 6тиот. Многу обратно, погрешно се поставени работиве и од страна на генералниот секретар, преку начинот на кој се водат преговорите. Со куферчето разговори, оди во Атина, врати се во Скопје и празно куферче, нема никакви резултати. Тоа е една страна, друга страна, ние имаме многу погрешна надворешна политика. Државата ни ја водат многу млади луѓе, да не кажам жолтоклюнци, со исклучок на Глигоров. Тоа се млади луѓе кои прв пат се сретнале со повисока функција, а камоли да водат надворешна политика. Нас сега околу 140 земји ни признаа подуставното име. Нас ни треба уште 3-4 земји да се постави во Советот, во Генералното собрание и да ги ставиме пред свршен чин грчката страна. Тоа е една работа. Друга работа, разговорите кои што се водат сега, мислам дека многу погрешно се поставени. Мислам дека е поефикасно ако одиме на разговори на владено ниво, значи владата на Република Македонија и владата на Грција, со учество на експерти. И рок да се постави тоа прашање да се реши. Меѓутоа, колку што сме виновни ние во нашата надворешна политика, уште повеќе виновна и грчката политика. Велите да се решава
преку Генералното собрание, но се уште има две постојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации кои не ја признаваат Македонија. Која е гаранцијата дека тие нема да стават вето? Не може да стават вето, бидејќи ако повеќе од 2/3 изразат, значи не признаат подуставното име, а знаете дека големите сили, најголем дел, земете Русија, Соединените американски држави, Индија, Кина, значи најголемите земји не признаа подуставното име. И голем дел од европските држави, членки на Европската унија, не признаа подуставното име, така да може да се изврши притисок и проблемот да се реши. Професоре, веднаш по преземањето на мандатот на Гутереш, кај него во посета беше грчкиот министар за надворешни работи Никос Коцијас. Иако главна тема беше кипарското прашање, сепак на средбата присуствувал и медијаторот Метју Нимиц, кој рече дека го информирал Гутереш за спорот. Се чини како грчката дипломатија да е поактивна. Па грците секогаш одат испред нас. Ние чекаме отпосле работите да се случуваат и затоа ни се случуваат она што ни се случува на Македонија. Доколку точно рековте дека беше проблемот обединувањето на Кипар, знаете дека се водат преговори во Швајцарија околу обединување на Кипар и уз тоа е споменато и проблемот со Македонија. Меѓутоа требаше наша дипломатија. Ние ако нема министерот не може нашиот представник во Обединетите нации да воспостави контакти, да го наметне прашањето и за Македонија. Воспротивно, ние и натаму, значи, ќе станеме слепо црево и натаму ќе се влече тој проблем, а тоа е веќе четврт век како тој проблем е поставен. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, во која се осврнавме врз новиот генерален секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш и врз можностите за забрзување на разговорите меѓу Македонија и Грција за спорот со името. До гледање.